Денеска православната црква ги празнува светиот свештеномаченик Патрикий Бруски и светиот Јован епископ Готски. Светиот свештеномаченик Патрикий Бруски со тројцата презвитери Акакий, Менандир и Полијан пострадале за верата Христова во времето на Јулијан Отстапникот во Бруса Азиска. Царскиот намесник Јуни ги довел овие светители до врелите води и го прашал Патрикија: кој ги создаде овие лековити води, зарем не нашите богови, Ескулап и другите, на кои ние им се поклонуваме? Светиот Патрикий одговорил: вашите богови се демони, а овие води, како и се останато, ги создал Христос, нашиот Господ и Бог. Тогаш намесникот го прашал: а дали твојот Христос ке те спаси, ако јас те фрлам во оваа врела вода? Светиот Патрикий одговорил: ако сака, може да ме сочува цел и неповреден, иако јас пожелувам во таа вода да се разрешам од овој временски живот и со Христа вечно да живеам, но нека биде врз мене неговата света волја, без која ни влакното не паѓа од главата на човекот. Слушајќи го ова, намесникот наредил та Патрикија прво го фрлиле во врелата вода, врелите капки прснале на сите страни и ги изгореле остро мнозината присутни. Но светителот Божи, на чиј јазик била непрестајна молитва, останал неповреден како да стоел во студена вода. Видувајќи го ова, намесникот се разјарил од срам и наредил на Патрикий и на останатите тројца негови презвитери да им се одсечат главите со секира. Тогаш овие незлобливи следбеници Христови прочитале молитва, ги положиле своите глави под секирата джелатска. Кога им биле одсечени главите, нивните души весели се вознеле во светлото царство Христово вечно да царуваат. Светиот Јован епископ Готски бил епископ во Грузија, но кога тамошниот Каган татарски почнал да ги мачи христијаните, тој се оддалечил 4 години меѓу готите во Бесрабија. Слушнувајќи за смртта на Каганот, се вратил на својата служба и го раководел своето патство ревносно и богоугодно. Пред својата смрт рекол: по 40 дена заминувам да се судам со Каганот. И така било. На 40-тиот ден се представил и отишол при Господа. Се упокоил мирно во 8-миот век.